Подолго време го нема, но кога е потребно секогаш е на располагање. Еден од најдобрите ракометари кои Македонија ги имала, Пепи Манасков е назначен за промотор на Спортската академија, која почна да функционира од пред еден месец. Спортската академија вклучува паралелки за фудбал, кошарка, ракомет и тенис. Се разбира, Пепи Манасков своето знаење и искуство ќе го пренесува на помладите, а тука е и да помогне на тренерите во одржувањето на тренинзите. Средбата со Манасков ја искористивме за еден подолг разговор. Го прашавме за неговиот моментален ангажман, за синот Дејан Манасков, за Вардар Про и Металург и се разбира македонската репрезентација. Па да појдеме со ред. Каде е и што прави во моментов Пепи Манасков? Во моментов мислам сум слободен. Последните 6 месеци бев ангажиран во ракометен клуб Куманово од Куманово и до пред скоро месец дена каде што ја завршиме со работката од да кажам финансиски некои причини во клубот и во моментов како што кажам слободен сум. Секоја понуда би било драгоцена како за мене така и за оние за кои би работел понатаму. Сигурно дека можам да дадам допринос во ракометот. Искуството стои позади мене, познавањето и така натаму, значи јас сум така желен. Значи недостасува оној адреналин од ракометот, значи од тие надпревари силни, без разлика дали е една клупата или долу на паркетот. Па недостасува, да, мислам. Секој надпревар е предизвик за еден тренер и мислам сигурно тоа е недостасува. Дејан Манасков игра одлично во дресот на Металург. Колку ги следите неговите надпревари и колку му помагате во развојот на кариерата? Дејан е релативно млад играч, талентиран. Мислам игра во моментот во Металург каде што клубот му нуди, значи едно квалитетно такмичење игра, се настапуваат како што знаеме во Лига на шампиони. Значи едно искуство огромно за него. За сега напредува доста добро. Нормално, како вика, додека играш, стално учиш и мислам има уште многу да учи, но има и од кого да учи. Исто е дел од репрезентацијата, исто таму има искусни играчи кои може да профитира од нив. Го следам, ги следам редовно и настапите, ме радува, иде во нагорна линија. Колку Дејан учи од Пепи Манасков? Не инсистирам многу. Има он свој тренер таму, значи со играчи покушавам да укажам на некакви детали во разговор. Кои се најчестите совети што му ги давате, да кажем, пред некој важен надпревар и за развојот на самата негова кариера? Па пред се мислам тој режим на некој начин, спортски режим, спортски живот, да го наречам, редовна, искрена, дневен одмор, така, тренажен процес нормално. Не осуствува тренинзи, тренира редовно. Концентрацијата во играта, оние некакви брзи потези, темпераментен, доста. Така да му кажам на оние детали кои не треба да ги прави понатаму. Има ли разлика помеѓу ракометот од вашето време и ракометот кој денеска се игра? Се развиваат сите останати работи во живењето, така и спортот, мислам, ракометот отиде далеку од она време. Јас кога играв, кога почнував, значи се тренира многу повеќе. Клубовите се финансиски далеку побогати, и конкуренцијата исто така напредна. Доста земји кои во мое време беа анонимуси за ракомет, значи приматот не знам, сега го има една Франција, каде што во моје време французите беа во некој зачеток, нормално. Западниот блок, Германија, тука доминира Шпанија. Ние што се одесува источниот блок малку стагнираме во тој дел, каде што во моето време примерно беше обратно. Источниот блок беше во прв план. Нормално тука, како што кажа, финансиите се пред се. Меѓутоа и организацијата е многу битен фактор, значи за да функционира еден професионален клуб. Сигурно има традиција, значи спортска и како држава и како нација. Мислам има многу фактори кои придонесуваат да се биде добар во спортот. Прогноза за Металург и Вардар Про на домашна и меѓународна сцена во оваа сезона. Добро, лани значи Вардар ја освои таа сека лига,
што за мене е добра работа, Вардар направи одличен резултат со освојуването на сека лигата, значи го заседи на некој начин Металург. И верувам дека Вардар и Металург ќе се најдат меѓу четирите екипи во оној Final Four. И мислам дека повторно ќе биде еден шампион од нашата држава. Тој ривалитет, мислам, општо познат во државата, Металург и Вардар. По мене во моментов мала предност давам на Металург, меѓутоа Вардар исто доста добро гази секоја година, значи екипата иде во нагорна линија и мислам дека спортот се игра во спортот никогаш не се знае, се е можно, така да ќе биде неизвестно до крај. Неколку реченици за македонската репрезентација олимписките квалификации иднината. Ние не се пласираме на олимписките игри, значи игравме оној квалификационен турнир во Шведска. Јас не знам колку свативме што значи една олимпијада и што значи конкретно самиот турнир, колку ние отидоме и психички, и физички, и ментално да таму, не знам, ја победиме, не знам, Шведска и Мачарска. Тоа беше, да кажам, нокдаун оние надпревари. Имавме преголеми очекувања како јавност? Па, како јавност, очекувањата да, мислам, имавме ние, да кажем, оптимистички, можеби влеговме премногу во тој турнир и тоа се одрази негативно, нажалост, меѓутоа е школа и пропуштиме една шанса која не знам повторно кога ќе ни се пружи. Колку Македонија и надлежните институции се грижат за ракометот? Гледам и самите, значи тука државата пред се, значи се градат тие спортски објекти, сали, терени и за фудбал, и за тенис и така натаму, значи условите се пред се многу битни за развој на спортот и државата тоа го прави, веруваме сега за прв пат овие академии се формира и верувам за кратко време тоа ќе вроди со плоди, ќе се видат во краток период сите тие резултати. Каква порака би упатиле до сите млади во Македонија? Па ја мислам кратко не само за ракометари, општо спортот е една одлична работа, нека избера спорт и мислам дека нема да сгрешат.